на сите, јас сум Петар Атанасовски, софтвер инженер во CodeCamp. Секојдневно работам со JavaScript и Node екосистемот, кој што постојано се менува и подобрува, но истовремено станува и се покомплексен. Имаме повеќе алатки, повеќе конфигурации, повеќе слоеви. Тука некаде се појавува и бан, за кој што ќе зборуваме денес, не како замена за Node, не како револуција, туку како еден интересен обид да се поедностави начинот на кој што градиме фулстек апликации. За да разбереме потребата од појавувањето на бан, потребно е да се вратиме малку назад. Првин, самиот JavaScript како јазик се појавува во 1995 година како јазик за веб-браузер. Тој требало да живее во скрипт тагот на HTML файл и никој не замислувал дека еден ден ќе стане еден од најкористените серверски јазици во светот. Но во 2009 година се јавува Node.js, кој што го зема V8 енджинот и прави runtime за JavaScript, па тоа му овозможува на јазикот да излезе надвор од браузер и станува и серверски јазик. Така денес, многу често можеме да видиме full stack решенија целосно имплементирани во JavaScript. Кога зборуваме за извршување на еден JavaScript код на сервер, односно на Node.js, потребно е да разбереме што точно се случува. Значи самиот Node.js не го зема директно JavaScript, нашиот JavaScript код, туку има неколку чекори. Првин е транспилацијата, кој што е опционален чекор, доколку имаме напишано TypeScript код, тој треба да се претвори во JavaScript. Потоа е парсирањето, од самиот JavaScript код добиваме abstract syntax 3 структура. Следно е ова abstract syntax 3 структура да се претвори во bytecode. И веќе овој bytecode може да се изврши од страна на самиот engine, но за време на извршувањето преку just-in-time компилација, дел од функциите, односно најчесто користените функции или така наречени hot functions, се преведуваат и во машински код за да имаме уште поголема оптимизација. И сето ова го прави runtime-от кој што во случајот би бил Node.js. Но самиот runtime е само еден дел од приказната. Со тек на времето околу JavaScript и Node се развива еден цел екосистем. Се јавува NPM како package manager во едној најголемиот регистер на софтвер во светот. Истовремено самите фронтенд апликации стануваат се покомплексни. По некои библиотеки како React бараат сложени билд процеси. Затоа ни се потребни бандлери, исто така имаме потреба од dev сервери, транспайлери, тест ранери и така натаму. Со други зборови, JavaScript повеќе не е само јазик, туку тоа е една цела инфраструктура. Па денес, ако сакаме да направиме еден JavaScript проект, ни требаат неколку алатки, кои што веќе ги спомнав повеќето, како Transpiler, Bundler, Package Manager, Runtime, Dev Server, Test Runner. Да, сите овие алатки се корисни и не можеме без нив. Секој од нив решава некој реален проблем и настанала со тек на еволуцијата на Node.js, но кога ќе погледнеме вака, многу едноставно е да се запрашаме дали има потреба сите овие алатки да се одвоени. Во последните години се јавуваат неколку runtimes кои што се обидуваат да го преиспитаат токму ова. Еден од нив е Bun. Bun не се обидува да додаде уште една алатка во стакот кој што претходно го видовме, туку тој има поинаков пристап. Се обидува да ги спои сите алатки во една. Прв пат се јавува во 2021 година, направен од Джеред Самнер, но дури 2 години подоцна, во 2023 година, ја добиваме првата стабилна верзија, односно Bun 1.0. А само пред неколку месеци Bun беше купен од Anthropic со цел да се имплементира во Cloud Code. Самиот Bun е напишан на програмскиот јазик ZIG и го користи JavaScript Core Engine како JavaScript Engine. Кога зборувам за обединување на сите алатки, што точно мислам? Па со самата инсталација на Bun, со самиот Bun ние добиваме runtime, каде што можеме да го рануваме нашиот JavaScript или TypeScript код. Исто така имаме вграден package manager, па немаме потреба од дополнителни package менаџери како npm, pnpm или yarn. Исто така имаме вграден тест ранер, кој што е замена за тест ранери како Jest. И добиваме бандлер, вграден бандлер за нашите фронтенд апликации. Да навлеземе малку подетално во сите овие аспекти. Први не самиот Bun runtime. За разлика од Node.js, кој што го користи V8 енджинот,
Ban го користи JavaScript core engine-от, направен од WebKit, кој што го користи исто браузерот Safari. Самата архитектура е напишана во програмскиот јазик Zig. Zig е познат по тоа што ни дава висока контрола врз меморијата и екстремно добри перформанси. Исто така имаме вградени модули за input-output операции, вграден HTTP сервер, вградени модули за мрежна комуникација што се многу оптимизирани. Следно е package менаџерот. Значи, доколку имаме инсталирано Ban, немаме потреба од дополнителни package менаџери. Најдобро е што тој има извонредна брзина и исто така е drop-in replacement за досегашните package менаџери, како npm, pnpm, yarn. Значи дека го користиме истиот package.json файл, но веќе го немаме package log.json фајлот, туку имаме ban log файл, кој што сепак има некоја JSON-like структура, но е доста по-оптимизиран. Наредно е бандлерот. Да напоменам, овој бандлер е само за vid-based апликации. Доколку имаме ваква апликација, немаме потреба од дополнителни бандлери како webpack, rollup или parcel, туку самиот ban ни дава вграден бандлер. Овој бандлер има native TypeScript поддршка и исто така благодарение на Zig има многу добра брзина. Наредната алатка која што Ban ја обединува е тестранерот. Овој тестранер има компатибилно API со Jest тестранерот, па многу лесно можеме веќе постоечки проект кој што користи Jest да го мигрираме на Ban тестранерот и исто така има многу добри перформанси. Па ако се навратиме назад на слайдот за што се ни треба за да имаме една JavaScript апликација денес, доколку користиме Ban, сликата е малце поинаква. Имаме native поддршка за TypeScript, имаме вграден бандлер, package manager, runtime, dev server и test runner. Со што самиот стек на нашите апликации би изгледал многу поедноставен. Освен обединувањето на сите алатки во една, Ban ни овозможува да креираме standalone executable од нашата апликација. Што значи тоа? Тоа значи дека со користење на Ban преку една едноставна команда ние можеме да го земеме нашиот апликацијски код заедно со Node modules и со самиот runtime и да креираме еден standalone executable файл, односно бинарен файл. Овој файл потоа би можел да се извршува на било која машина без при тоа да треба да инсталираме никакви dependencies. Не ни треба да го имаме Ban, не ни требаат никакви packages, Node.js, ништо. Доволно е само да го имаме тој файл и да го извршиме. Важно е да напоменам дека ова не е ahead of time компилација, која што не е возможно за јазици како JavaScript, туку е само еден бандл на нашата апликација заедно со runtime-от. За ова сакам да ви прикажам едно кратко демо. Се гледа, окей? Имам направено еден едноставен HTTP сервер со Ban Serve API-то, кој што има само еден endpoint. Добре. Да, овој сервер можам да го стартнам во watch mode, што би било корисно за локален development, но она што сакам да го покажам е генерирањето на standalone executable файл од нашата апликација. Потребно е само да извршиме build командата со compile флегот и да го кажеме името на нашиот бинарен output файл. И она што ќе го направи Ban ќе креира една таква бинарна апликација. Па доволно е само да ја стартнеме таа апликација, како се вика, и тоа е тоа. Нашата апликација е активна. Можам да пратам еден request, враќа hello from Ban, се како што треба. Добро,
се вратиме на презентацијата. Зашто е ова корисно? Па самата можност да добиеме еден бинарен файл од нашата апликација, значи дека таа може да се изврши било каде. Дополнително, самиот деплојмент на апликацијата би можел да биде само copy and paste деплојмент. Исто така, ако сакаме да изградиме Docker image од нашата апликација, тој би изгледал многу едноставно, бидејќи нема да има никакви dependencies. И можеби најкорисно е за CLI алатки. Доколку сакаме да направиме некоја CLI алатка, за ова го користат и Anthropic со Cloud Code. Во ред, ги видовме главните карактеристики на BAN, сега е време да ги видиме перформансите и како тие се споредуваат со оние на Node.js. За да ги разбереме перформансите, ќе разгледаме неколку метрики. Првин е startup time, односно времето потребно да се инициализира нашата апликација. За да се изврши еден JavaScript код во Node.js, потребно е првин да се вчита самиот V8 engine, како и event loopот, некои C++ модули, JavaScript модули и така натаму. Предноста на BAN тука е што тој како engine го користи JavaScript core engine-от. Овој engine е дизајниран специфично да има брз старт. Исто така дополнителна предност е користењето на Zeek, што ни дава уште поголема брзина. Па така, ако ги видиме јавните бенчмаркс од BAN, можеме да забележиме дека самиот стартап тајм е околу 4 пати побрз од оној на Node. Зашто ни е ова нас корисно? Па доколку сакаме да имплементираме некој сервис, како функшени за сервис, например Lambda на AWS, знаеме дека тие имаат доста долг cold start. Но со користење на BAN наместо Node.js, ваквиот cold start драстично би се намалил. Наредната метрика која што ќе разгледаме е HTTP throughput, односно бројот на HTTP реквести кои што нашиот сервер може да ги изврши во една секунда. Ако го видиме бенчмаркот, можеме многу лесно да воочиме дека бројот на HTTP реквести извршени од BAN серверот е доста поголем од бројот на реквести од Node.js серверот. 59.000 наспрема 19.000. Слично ако видиме и за WebSocket Messages, разликата е уште подрастична. Но на што се должи сето ова? Иако самиот Node.js е напишан главно во C++, тој има доста JavaScript код, има и доста legacy код, кој што настанал со текот на годините, но моментално го прави Node.js поспор. И не е така едноставно да се отстрани тој legacy код, бидејќи голем дел од апликации зависат од него. За разлика од Node пак, BAN има комплетно нова изолација од нула во Zeek, кој што, како кажав, ни дава огромна контрола врз меморијата и е многу брз. И има вградени имплементации за HTTP сервер и мрежна конекција, така што овие вградени имплементации се многу оптимизирани. Третата метрика која што ќе разгледаме е package инсталацијата, односно тука се споредува BAN package менаџерот со веќе постоечките package менаџери како PNPM, NPM или YARN. Можеме да забележиме дека овде разликата е можеби најголема. BAN е околу 17 пати побрз од PNPM, околу 30 пати побрз од NPM и нешто повеќе од YARN. На што се должи ова? Ова главно се должи на имплементацијата на Global Cache од страна на BAN. Тоа значи дека доколку ние имаме спуштено некој пакет во некој наш проект и треба повторно да го спуштиме во друг проект, тој нема да се доwnloadира од интернет. Туку BAN си користи Global Cache и само ќе го референцира тој пакет во нашиот проект, односно во Node Modules, преку Hardlink. Иако ваквиот концепт на Global Cache постои во досегашните package менаџери, тие не прават Hardlink, туку прават целосна копија на нашите пакети во Node Modules, што бара повеќе операции од самиот оперативен систем и е доста поспорен. За ова сакам пак да ви прикажам кратко демо. Курсорот не може да се најде. За ова демо имам направена една template React апликација, но она што е важно е самиот package.json файл. Значи го користиме истиот package.json файл со неколку dependencies и неколку dev dependencies, како што кажав, ова е само template апликација. И она што ќе го извршам е првен ќе ги избришиме Node Modules, ќе го избришиме package.log.json фајлот и ќе извршиме npm install командата, да видиме колку време би одзела таа.
Додека се извршува оваа команда, можам да го отворам ban.log фајлот кој што го споменав, кој што е замена за package.log.json и гледаме дека е сличен на package.log.json. Пак е како JSON файл. Се надевам дека ќе биде брзо, ако не ќе прекинеме. При крај. Добро. Гледаме дека одземени се околу 46 секунди за npm install. Сега што ќе направиме, ќе ги избришам повторно node modules и ban.log ќе го избришам и ќе извршам ban install командата да видиме колку време таја би одзела. И тоа е тоа. Гледаме дека на ban за истиот package.json файл му се потребни само 0,4 секунди за разлика од 46 секунди на Node.js. Како? Ова во некои поголеми апликации, ова сепак е некоја темплейт апликација, во поголеми апликации би значило и кратење на време од неколку минути, што е доста корисно, зашто да не. И четвртата метрика која што ќе разгледаме е memory usage, односно колку RAM му е потребно на нашата апликација за да работи. Тука за оваа метрика се користи некој едноставен HTTP сервер и можеме да забележиме дека на ban му се потребни околу 30 мегабајти, на Node.js околу 70, што не е толку драстична разлика, но сепак е повеќе од дупло. И на што се должи ова? Да, сега до 1.3 се стигнато, ама не можев да најдам официјална метрика за memory usage, па затоа има некоја метрика од 2022 година, мислам. Има долу и линк. На што се должи ова да продолжам? Значи ова главно се должи на тоа што ban како JavaScript engine го користи JavaScript Core engine-от. Како што кажав, JavaScript Core е наменет за Safari браузерот, а Safari го користат Apple уреди. Знаеме дека овие Apple уреди имаат доста помалку RAM, па самиот engine треба да биде што е можно пооптимизиран, да зема што е можно помалку RAM за да биде компатибилен со нив. Па ban ова си го користи во своја полза и ги вади овие резултати. Ги видовме главните карактеристики на ban, ги видовме перформансите, сега накратко да ги видиме и недостатоците на ban. Првиот недостаток е тоа што ban е се уште млад. Сепак, Node.js има повеќе од 10 години искуство во продукција и можеме повеќе да му веруваме на самиот Node.js. Второ е компатибилноста. Иако ban API-то е слично на Node API-то, сепак тоа не е 100% идентично и во некои edge cases може да се појават разлики. Третиот недостаток е native add-ons, односно доколку во Node.js користиме некои C++ базирани пакети и сакаме да мигрираме во ban, самата миграција нема да биде така едноставна, бидејќи тие пакети ќе треба да се преработат. Четврто и можеби најважно е прашањето дали ban е production ready. Сепак ban е во своите почетни фази и многу често добиваме нови апдејти, нови верзии, некои breaking changes или security patches, што значи дека ако имаме ние некоја продукцијска апликација во ban, излези некој таков security patch, ние веднаш ќе треба да ја апдейтираме и да извадиме нова верзија од нашата апликација, што не е баш идеално. И петто е самиот екосистем. Мислам дека ова е јасно, околу Node.js има огромен екосистем, а ban не е ни приближно споредлив со тоа, за сега. Што е заклучокот од ова? Самиот ban не е некоја револуција што ќе го замени Node.js, туку тоа е еден интересен нов пристап и опит да си го поедноставиме начинот на градење на апликации. Има огромен потенцијал и она што го прави уникатен е можноста да ги спои сите алатки потребни за development во една, а воедно да извади и огромни перформанси. Па која е мојата препорака, дали да се користи ban? Зависи што правиме. Доколку правиме некој наш проект или некој едноставен сервис, некоја CLI алатка или CI/CD pipeline, да, дефинитивно. Но доколку работиме со некоја голема legacy enterprise апликација, со ban се уште треба да бидеме внимателни. Ви благодарам за вниманието.